Почитувани гледачи, денеска на мој и ваша гостина е Анастазија Терзиева Илиева, која што е наставника по јога. Доаѓа од Центарот за интегрална јога Намасте и веќе 22 години се занимава со јога. Добро утро, Анастазија, и добро дојдовте во нашата емисија. Добро утро, Сања. Ви благодарам за поканата. Ми беше задоволство да присуствувам во вашето пријатно студио. Така да, се надевам дека пријатно се чувствувате и дека пријатно ќе ни биде во текот на целата емисија. Се надевам и нас и на гледачите што не следат на вашата телевизија. Јас на почетокот, значи на најавата, кажав дека вие доаѓате од Центарот за интегрална јога Намасте. Најпрво на гледачите сакам да им објаснам што значи тоа, односно вие да им објасните што значи тоа интегрална јога. Значи самиот термин да го појасниме. Така, значи интегрално само по себе значи дека содржи се. Она што го предаваме на нашите јога часови, значи дека се што содржи јога во себе како една древна мудрост, сето тоа го пренесуваме на нашите практиканти, не одделуваме само одделни сегменти, како едно зрно пченица, значи има своја обвивка, своја срж, своја длабока суштина на нештата, кои се важни затоа што ако јога е наука за човекот, значи дека опфаќаме се што значи едно човечко битие и се што е важно за неговото постоење. Самиот Центар за интегрална јога му дадовме име Намасте. Кога го биравме името, сите кои бевме на масата се сложивме околу тоа име, затоа што значењето на Намасте е многу длабоко, многу убаво. Намасте значи традиционален индиски поздрав, каде што вели вака и јас и ти заедно во срцето или божественото во мене се поклонува на божественото во тебе. Така, навистина убав термин. Да. Да, е со убаво значење во секој случај. Како вие би ја дефинирале јогата? Дефиниции може да се најдат, да се дадат многу. Секогаш велам колку луѓе толку дефиниции во однос на луѓето кои практикуваат оваа дисциплина. Веќе реков дека е наука за човекот, наука затоа што ги содржи сите три важни елементи кои може едно нешто да се карактеризира како наука. Тоа е, значи, треба да имаме нешто што се проучува, тоа сме самите ние. Треба да го имаме инструментот за проучување, повторно сме ние, нашето тело, нашиот ум се инструментот кој ни покажува што и какви сме ние. И треба да имаме оној кој што сето тоа ќе го следи, ќе го набљудува, значи повторно ние. Тоа е интересно дека сите три сме сушност ние. Исто така, зависно од нивото на развој, нивото на разбирање на нештата, секој од нас во својот развој може да даде различна дефиниција. Она што на почеток ни се чини дека е јога, треба со личната пракса да се менува. Може да кажеме дека е уметност на живење, може да се каже дека е реков наука за човекот, дека го опфаќа филозофскиот дел на нашето постоење, значи и филозофија и психологија. Интересно е дека на почеток кога доаѓаат луѓето ги прашувам зошто доаѓате, што за вас представува јога. Исто така на секој завршен курс повторно зборуваме што јога ви донесе, што ви промени и тогаш ќе кажат друга дефиниција, друго нешто откриле низ своето искуство и е важно дека постојано тоа се менува, значи нема крајна дефиниција. Секој од нас ќе најде друго нешто што јога му дала во моментот и многу е важно не зашто дојдовме, него зашто ќе продолжиме или ќе останеме во јога. Така. Сакам малку повеќе да поразговараме за вашите почетоци. Во најавата споменав дека веќе подолго време се занимавате со јога, 22 години. Кога почнавте, значи, точно да се занимавате и кој беше поттикот да се занимавате со јога? Поттикот беше уште од дете, од некои мои 9-10 години. Во нашиот дом имаше неколку книги за јога, една посебно ме привлече, беше голема во однос на тоа дека јас бев можеби мала и беше со мојата омилена боја Алијакова, со слики, со различни позиции, асани како се нарекуваат во јога и се обидував од сликите да копирам што како е да се наместиш и што и заедно со другарките кога бевме заедно им кажував ајде да направиме ова, она, иако тоа не е тоа, значи книгата не содржеше што и како се треба постапно да се стигне до крајната позиција и таа желба некако траеше. Во тоа време немаше
барем организирано пренесување на јогата, да во еден момент на мои 19 години на излогот на Дом на Арама го видов првиот плакат за јога и бев воодушевена како дојде нешто убаво и паметно во градот. И после тоа воодушевување се случи да бидам веднаш разочарана затоа што поминал периодот за пријавување и во тој момент не знаев дека може да се приклучи подоцна. И викам ќе го чекам следниот. Следниот го видов на време, значи првиот одржан јога курс всушност беше 93-та во март. Јас се приклучив во септемврискиот дел и бев пресреќена, затоа што можев да почнам и да видам како тоа функционира. Беше интересно дека мојот тогашен инструктор му ја донесов таа книга. Он ја ни погледна, рече: "Виж бе, тоа што работиме тука, не, затоа што после сватив дека јога не се учи од книги и дека е доволно тоа што се работи на часот, каде што си наблюдуван дали работиш точно, затоа што книгата не може да не коригира, затоа велиме јога не се учи од книга, е важно да имате жив збор кој ќе ве води и ќе ве коригира, затоа што никој од нас не прави намерно грешки. Мислиме дека е тоа правилно, а секоја грешка си носи своји последици. Значи, вие предпоставувам дека и подолго време сте ги посетувале тие јога часови уште како дете? Како дете не, тогаш немаше. Значи, реков од 19 години беше првиот курс. Така, од 19 години и после тоа веќе продолживте? Да, значи без прекин до ден денес. До ден денеска така продолживте да се занимавате со јога. Сигурно веќе и гледачите ги интересира како изгледа еден час по јога, па затоа сакам да ни објасните, значи како изгледа часот по јога. Значи, започнуваме со една техника која се нарекува психофизичка подготовка, каде што всушност се одделуваме од се она што е претходно и се насочуваме на она што е следно, значи нашиот час по јога. Тоа е важно затоа што целото наше внимание треба да го фокусираме на себе си, токму заради тоа е часот по јога и да ги оставиме сите разговори, проблеми. Често пати им велам, кога ќе го закачите палтото во собликувално, ставете си ги проблемите. Ако сте толку многу врзани за нив, ќе ве чекаат кога ќе излезете. И ако после часот дел од тие проблеми исчезнуваат или сваќаме колку биле неважни. Потоа доаѓаат техниките за загревање на телото, значи да ги освестиме сите поединечни зони од врат до стапала. На тој начин воспоставуваме всушност и контакт со тие делови. Ги раздвижуваме, загреваме, за да можеме после полесно да ги правиме посложени, да кажам, техники на јога. Потоа доаѓаат асаните, или тоа значи позиција на тело каде што се чувствуваме пријатно и удобно. Значи се додека не го постигнеме тоа ниво на пријатност и удобност, не станува збор за асана. Тоа се постигнува со искуство. Час, два и веќе како да кажем, знаеме што треба да направиме, телото помни. Потоа учиме техники на дишење и во понапредните курсови се работат и техники на концентрација, медитација и на крај доаѓа јогиската релаксација, која вака е најомилена меѓу луѓето затоа што многу лесно се прифаќа. И сите овие техники имаат за цел, реков, да го фокусираат нашето внимание на себе си, затоа што тоа ни дава сила, енергија после часот да работиме се што треба како наутро кога стануваме. Да. Што се изучува на почетниот курс по јога? Освен овие сите техники кои ги наброев, исто така работиме, имаме теоретски дел каде што разговараме за работи кои се општо познати, важни општо за човекот, од тоа што е јога, например, што не е, или што подразбираме под хигиена, или релаксација, или за исхрана, во контекст дека ќе кажеме она што знаеме од општа култура или што за нас конкретно значи, а другиот дел е како јога гледа на тие работи и како може да ни помогне и на некој начин да го прошириме своето знаење за овие секојдневни нешта. Интересно е дека кога ќе разговараме за овие работи, сметаме дека да, нештото се подразбира, дека сите многу знаеме, меѓутоа кога ќе почнеме да разговараме, ќе видиме дека ни недостасуваат зборови, затоа доаѓа затоа што многу општо ги сваќаме работите, не го продолбочуваме своето размислување за нив.
тогаш откриваме дека има и уште нешто и посебно е добро дека тие разговори се водат во група и ги слушаме и нашите колеги од нивниот аспект, што и како ќе кажат. Сега кој се споделува искуство. Не само тоа, него гледаме дека некој друг поинаку размислува од нас, дека нешто друго ќе каже, па тоа што ќе го слушнеме може ќе биде поттик, мотивација. Да, си ги прифаќаат ли често мислењата на другите? Па, слободно ги изразуваат сите своите мислења, тоа е важно. Значи се создава една атмосфера на опуштеност, на доверба. Често пати веламе она што тука разговараме, тука и останува, затоа што може да се случи кога кажете негде надвор, во контекст дека може би не се запознати со јога и како јога ни дава некое размислување кое може да биде неприфатливо за луѓето кои немаат искуство. Така да мислам дека и на јога се создаваат пријателства меѓу луѓето токму затоа што ќе имаат една тема заедничка која можеби надвор не може да коментираат со други луѓе. Затоа што се повеќе јогата е присутна, не е толку мистериозна како на времето кога почнував. Меѓутоа пак е важно искуството. Личното искуство дава поинакво разбирање на нештата. И тогаш можете да разговарате само со некој кој го има истото искуство. Така да им велам пријателствата кои тука ќе ги стекнете се многу интересни, многу важни на некој начин. Така. Што после завршувањето на почетниот курс? Она што го учиме на почетниот курс е доволно луѓето да знаат како да продолжат и дома сами. Меѓутоа, ако сакаат да продолжат, тоа може да биде до бесконечно. Значи, доаѓаат луѓе кои веќе со години работат јога и кога ги прашам зошто доаѓате, значи веќе можете и дома сами, одговорат дека чувството да се работи во група е поинакво. На час има кој да ве води, дома мора да се потрудите сами. Иако и кога сме сами дома и кога сме во група, едното и другото си има своји предности или своји недостатоци. Најчесто се врзуваат за гласот, ќе кажат ми недостасува вашиот глас да ме води. Меѓутоа и кога дома сами работиме, тоа значи дека вложуваме повеќе енергија, повеќе труд да бидеме во континуитет, да си го водиме сами часот. И исто така е не многу добро кога се врзуваме, дали е за нечи глас, за просторот, за луѓето, затоа што една од работите во јога кој е најважен од најважните сегменти е токму тоа неврзување, затоа што врзувањето на некој начин не носи проблем. Да. Кој се може да се занимава со оваа дисциплина? Може да се не занимаваат сите кои имаат желба. Значи, доволно е првен да си има желба, да си има интерес. Потоа е важно што ние правиме за да ја оствариме таа наша желба, затоа што во ова брзо време е вистинско херојство да се дојде на час по јога, значи да се оддели време, да се дојде, да се остане до крајот на часот. Со сите обврски кои ги имаме, треба да најдеме малку процеп во времето, дали ќе оставиме деца или било кого дома или работата. Меѓутоа, кога нешто се сака, се наоѓа и време, и можност, и енергија за сето тоа да се направи. Обично, и кога ги прашам луѓето дали вежбате дома, одговорот е па немаме време. Викам, чим немате време за себе, значи не ви треба 1 саат за себе, туку 2. Тогаш, затоа што, и тоа не е само фраза, затоа што ако извежбате еден програм, не мора да биде ни саат време, нека биде пола саат, тогаш тоа ви дава сила и енергија, за да кога ќе заврши часот да се чувствувате полни со енергија, да можете да ги завршите сите обврски кои ви остана или да се чувствувате едноставно убаво. Не мора да го правите тоа заради обврските, него едноставно да се чувствуваме убаво. Кога сме полни со енергија, ние добро се чувствуваме среќни, задоволни и не сме нервозни. Така, дали може јогата да се изведува и во домашни услови? Апсолутно и пожелно е, затоа што 2 часа неделно, колку што работиме во центарот со групите, е малку. Иако и тоа малку носи резултати, е вистинско изненадување. И затоа, она што го работиме на часовите, им препорачувам на луѓето исто до тоа да го прават и дома. И интересно е дека кога ќе седнеш дома да работиш сам, доаѓаат други прашања. Се содруваме со тоа дали навистина добро ја правам вежбата, дали го правам точен редоследот на вежбите, што ми недостасува кога сум сам. Правиме разлика и на тој начин ги освестуваме нештата.
Да, постои ли разлика, например, кога се прават јога вежбите индивидуално или пак во група, или пак е сосема исто? Значи, програмот е тој, може да се менува зависно од потребите на групата, затоа што може би некој не може, иако програмот е за цела група, сепак пристапот е индивидуален. Ако некој не може, не значи дека треба да го прави тоа на сила или дека мора да се направи. Правиме полесни варијанти замена на вежби, се со цел да цело време сите бидат активни, да не биде некој пасивен, као јас оваа вежба не смеам да правам и сега ќе чекам. Иако тоа не е само чекање, го губиш вниманието. Самиот час треба да тече континуирано со своје внимание и често пати кога доаѓаат луѓето со своји пријатели, си прават разговор меѓу себе, викам, оставете го разговорот, фокусирајте се на себе, само тогаш ќе има ефект часот, затоа што секое одвлекување на вниманието надвор од тоа што го правиме, ние губи енергијата, ни го губи континуитетот, значи правиме прекин и после повторно треба да се насочиме, да се фокусираме. Значи, во главном е тоа, дома, што и како, работиме, секогаш им кажувам, она што го работиме тука, запишете си го, да не биде додека работиш да се мислиш сега која вежба требаше, па дали требаше ова, дали некоја друга. Повторно тоа е губење на вниманието. Да. Со јога, значи, може да се занимаваат и децата. Само да ни кажете од која годишна возраст, значи, може да се занимаваат децата и која е старосната граница до кога, значи, да се занимаваат оние повозрастните? Значи, затоа реков, со јога може да се занимаваат сите. Се почнува од најмала возраст, негде 4-5 години, зависно, некогаш правиме отстапки порано, ако дојдат сестри, браќа, па едната да е поголема, другата сака да се придружи. Значи, може и тоа да се направи. Горната граница е нема граница, значи кој до кога сака до крај на животот. Интересно е дека, значи, од 4-5 години понатаму, моментално сега имам луѓе кои се околу 70 години. И не ги делиме во однос на пол, група, не знам, вероисповед. Сите сме заедно и тоа е интересно, посебно кога се водат разговорите, како се разбираат нештата зависно од генерацијата. Инаку за децата може е убаво да бидат посебна група, затоа што и да бидат негде детската група ја водиме од таа 5 годишна возраст до 12-13 години, веќе таа граница можат и во возрастна група да доаѓаат. Меѓутоа програмот за деца е многу различен, бидејќи како што е природата на децата, сето тоа да тече низ игра, на некој вид забава. Интересно е дека вежбите имаат имиња на животни, па тоа им е интересно, па може да се разговара со нив, се искрени, многу интересни нешта ќе слушнеме од нив. И исто така е важно дека децата по својата природа се јогини, се блиску до својата природа. И на вистинско доживување да се работи со деца. До сега имавме 3 успешни обиди да формираме групи со деца. Меѓутоа и они се оптоварени со обврски, плюс тука мора да бидат ангажирани родителите да дојдат да ги донесат. Инаку е убаво да се почне од колку порано се може, затоа што јога им дава, им ја развива таа самодоверба, сигурноста во себе, ги подобрува психофизичкиот развој, креативноста, и на некој начин, она што мене посебно ме радува, да го задржат детското во себе, значи таа љубопитност, тоа трагање за животот воопшто. Така да е навистина благот е да се има час со деца. Да. Значи ќе продолжиме, се извинувам, со разговорот, бидејќи доста интересни работи се дуваат, кои што треба да им ги кажеме на гледачите. Почитувани гледачи, ќе направиме мала пауза, ќе погледнеме блок реклами.
Почитувани гледачи, се враќаме повторно во студио, каде го продолжуваме разговорот со нашата денешна гостинка, Анастазија Терзиева Илиева, каде што разговараме за јога. Навистина разговаравме на доста интересна тема. Сега, значи, сакам да ги искоментираме сите оние фотографии кои што ќе имаат прилика и гледачите да ги погледнат. Значи, ние веќе споменавме зашто јогата се препорачува за децата. Преку фотографиите ќе може нели да објасниме уште еднаш зашто се препорачува јогата за децата. Така. Еве ги, значи, дел од фотографиите. Гледаме тука дечиња, значи тука се дел од астаните за загревање. Ова е вежба за рамнотежа, е важно заради рамнотежата на телото, на умот. Ова е една техника која се нарекува брамари вибраторна техника, каде е всушност ментална техника. Самата вибрација го смирува посебно умот. Ова е од друг час со истите деца. Ова е интересно дека, да напоменам, имаме соработка со Аикидо клубот Рандори, ни се пријатели, соработници, и одржавме час за деца, за нивните деца, имаат голема детска група, мали аикидоки. Тука сме во нивниот простор, исто така беше интересно. Посебно ми нагласија како многу деца се да не се разгаламат, меѓутоа и самите слики покажуваат дека се смирија на крај. Ова е нашата заедничка фотографија и нашите деца тука, дел од нашите деца гостува заедно со нив и беше едно интересно искуство. Во Аикидо клуб Рандори имаат пракса да нивните аикидоки ги запознаваат со други источнички дисциплини, затоа што во суштина сите тие дисциплини имаат едно заедничко, значи иако се, да речем, борбени дисциплини, пак тоа е само еден различен пат како луѓето да се осознаат себе си и дојдат до своето себе остварување. Е интересно дека беше голема групата и се создава поголема енергија и поубаво едноставно. Не е исто кога работиш со мал број на луѓе и со повеќе. Исто така и тука им се допадна посебно вибраторната техника. Малку на почеток е смешно, кажувам слободно, насмета се, затоа што нема потреба да се стегаме или не знам што. Самата техника потоа не смирува и на некој начин буди едно чувство на среќа однатре. Значи, сите тие вежби, исто како за возрастните, го загреваат телото, пута имаме асани, реков се нарекуваат според некое име, па ќе прашат дали има асана со такво име. Викам, ако нема, ќе ја измислим. Така. Се слободни децата сами по својата природа и добри за комуникација. Да, предпоставувам дека часовите со децата ви се најомилениот дел и најинтересниот дел. Да, затоа што е голема одговорност кога се работи општо во јога, а посебно со деца. Внимаваме што им кажуваме, затоа што тоа го сваќаат они многу сериозно и по самата своја природа они учат копирајќи ги возрастните. И е интересно дека во една група, порано што ја работевме, најмалиот член кој беше испод границата негде 4 години, беше всушност најсериозниот. Значи, буквално, како ние ќе покажеме, со иста таква сериозност, со иста таква исправеност на тело, со неподвижност во дадени, на крај во позицијата стануваме неподвижни за да осетиме позицијата и што таа ни дава во моментот. И ми беше онака интересно дека колку се помали, толку се всушност посериозни. Посериозни се, така. Така да, а ги прифаќаат ли лесно зададените вежби? Да, пак зависи, значи им е интересно тоа дека е нешто ново. Значи прават нешто ново, па кога им кажеш името или некаква приказна околу тоа, некои од нив навистина се смешни, како на пример лавот, каде што јазикот се исплузува надвор, им кажам ова не смете да го правите во јавност да не ве разберат погрешно. Така, да. И пак зависи од нивната еластичност, нивната подвижност, исто така и последниот курс за јога за деца го започнавме затоа што дојдоа две сестрички, едната беше 5, другата 12-13 години и почна првен во редовната група затоа што им беше препорачано од лекар. И им кажав, ќе направам обид да направиме детска група, да видите колку е поинтересно. Иако големата можеше да продолжи во редовната возрастна група, не само за да не се дели со сестричката, кога ја прашав дали ти е подобро тука или со возрастните, тука, иако сепак она беше најголема во групата. Да. Јога исто така се препорачува и за бремените жени.
Да ни објасните зошто се препорачува јогата токму за бремените жени. За бремени жени затоа што и нив може многу да им помогне во тој пренатален период и после тоа. Да им помогне полесно да поминат низ периодот, полесно да ги прифанат промените кои се случуваат и во телото и во емоциите, хормоните нели си го прават своето, да и после во самиот чин на поредувањето на некој начин да бидат спремни, ќе ги скоментирам. Така, покасно ќе ги скоментираме. Посебно е важно да жената не само физички, туку и психички биде спремна за тој чин на поредување. И она што јога го дава и што е за мене многу важно од мој аспект е дека јога ни дава освестување за што тоа се случува низ тој период, во контекст дека да освестиме дека носиме во себе една нова душа, што е многу важно, и дека сме целосно одговорни што ќе дадеме на таа душа и додека расте внатре во нас. Исто така, тука се воспоставува тој контакт со таа душа, веќе да не речам личност бебето, и да сватиме дека оно постои сега во овој момент, цели 9 месеци, а не само кога ќе дојде на свет. Затоа што нашиот ум ги доживува работите преку нашите сетила. Значи, ако не видам, ако не слушнам, сметам дека не постои. Баш напротив, и како постои и го доживува сето она што мајката го доживува во дадениот момент. И затоа во јогиската релаксација за бремени и низ текот на целиот час ги наведувам на тоа освестата, извежбата, што чувствува бебето, што чувствувате вие, дека вашите мисли ги пренесувате нима вашите чувства исто така, дека кога го освестуваме дишењето, да освестиме дека дишиме и за него, например, дека можам неговиот престој во тие 9 месеци, значи да се доживееме дека сме неговиот дом, дека сме се што он може да поима во неговото постоење во нашата утроба, и дека тој дом треба јас да го направам да биде едно пријатно место, да му биде убаво и него, а со тоа и нас. Добро. Затоа што може да биде турбулентен тој период во бременоста и јога ни дава едно смирување, една поинаква перцепција на нештата, добиваме една поширока слика и тогаш и ни дава и енергија за сето тоа да го издржиме и да ни биде убаво. Значи да направиме бременоста да ни биде убава. Целото тоа што го работиме низ часовите на јога, ја спремаат жената, реков, и физички и психички, затоа што кога знаеш што треба да направиш и дека ти си тој кој треба да го направи, сите други околу тебе се само за да ти помогнат. Најчесто кога се плашиме од непознатото, значи секоја бремена жена има дилеми, дали ќе биде добро, дали ќе биде лесно, дали се ќе се заврши како што треба, дали ќе можам тоа да го направам. Значи низ разговорите посебно убаво кога имаме посебна група за бремени, па меѓу себе си ги споделуваат искуствата, дилемите, маките, ајде да не кажам така. И гледат дека не се сами, дека тоа истото им се случува и нив, дека не е ништо погрешно. И дека имаат со кого да разговараат кога се чувствуваат можеби несигурно или уплашено. Имаме и такви случаи кои од страф од болка ќе речат: "А јас одам со царски", па низ разговорите ќе се осмелат: "Да, сакам сега да биде природно поредувањето", затоа што поредувањето е еден магичен чин. На некој начин самата жена осознава колку е моќна. И не случајно Бог ни ја даде токму на жените таа улога. Ја споделува улогата на создавање токму со мајката, со жената. Ако жената е љубов, значи дека на детето што расте во нас, само љубовта може да го направи силен и спокоен. И затоа велам дека мора да бидеме позитивни мисли, позитивни чувства, и кога сме позитивни на крај се ќе биде добро. Позитивно. Во однос на фотографиите... Да, додека разговаравме, има гледачите прилика да погледнат дел од фотографиите. Значи, техниките што ги работат се прилагодени на потребите на жените. Да, дали може од режија да не ги пуштат уште еднаш фотографиите?
Ето така. Ова е техника за дишење, стомачно дишење. Е важно да бидеме свесни за дишењето. Посебно во зоната на стомакот, обично жените мислат дека таа зона треба да биде заштитена, не подвижна, баш напротив, и така треба да ја движиме, затоа што и самото стомачно дишење, освен тоа што е најдлабоко, па внесуваме доволно кислород и за нас и за бебето и за сите негови функции на раст и развој. Исто така прави движење на стомакот и велам тоа бебето замислувам дека го доживува како блага масажа, самото таа свесност кон дишењето, значи дека бебето чувствува дека мислите исто на него. Овие се исто одредени асани кои се важни за раздвижување на секој дел од телото. Ова е исто техника на дишење каде најизменично се диши низ ноздревите, која освен е техника на дишење и техника на смирување на умот, посебно повторна вежба за рамнотежа, затоа што е важно да имаме свесност за сопствената рамнотежа, затоа што како расте стомакот се прави промена и на телото, на позицијата. И како расте стомакот исто така повлекува одредени проблеми со половината, значи тежината се префрла нанапред и е битно да бидеме стабилни, да не се случи трајна повреда на лумбалниот дел од половината. Значи сите вежби, реков, се прилагодени на нивните потреби. Така, бремените жени од кога може да почнат? Од кој месец од бременоста може да почнат? Препорачуваме да бидат после 12-та недела, затоа што тие први 12 недели се најризични. Иако тука се Сандра и Оливера. Оливера вежбаше и претходно. Првите денови не ни знаете дека сте бремени, значи вежбате редовно. Меѓутоа, посебно кажуваме после 12-та недела на жени кои немале физичка активност или кои прв пат доаѓаат на јога, затоа што ако не дај Боже нешто се случи, првично што ќе биде као да можеби ми од јога. Значи јога не може да ви нанесе штета ако ги слушате инструкциите кои ви се даваат на час, значи ако работиме правилно. Другата е Сандра, значи ова е втора бременост, вежбаше и со првата и со втората бременост и нивните искуства се надевам ќе имаме прилика да ги кажат еден ден сами, да не биде дека јас сега нешто. Им дава, она што реков, посебен мир од внатре. Им дава раздвиженост на мускулите, не се чувствуваат околчени, здрвени, значи се подвижни. Тоа ни дава и сила и можност да бидеме активни во се што работиме претходно, да не биде случајот као сега сум бремена и сум спречена да продолжам со своите редовни активности. Инаку е интересно дека значи велиме да не е проблематична бременоста, да се почне колку што може порано и се работи до крај на бременост. Мојот случај беше држав час за група и тоа беше петок вечер. Са бајлето во 8:20 дојде на свет мојот син. Значи се оди до крај. Да, тоа е избор сепак на жените, колку сакаат, меѓутоа и да не доаѓаат, значи да се спречени од било кои причини, можат да работат дома, значи тоа што се учи на часот, можат да го повторуваат и дома и исто така можат да работат, да се работи со бремени каде што имаме проблематична бременост, затоа што јога има голема палета на техники кои можат да се работат без да биде проблем во тие моменти додека трудницата не знам мора да лежи или не сме да се занимава со физичка активност, како што се на пример техниките на релаксација, на дишење, на концентрација, каде што не работиме со телото, но работиме со нашиот ум. Дали јога исто така се препорачува и за оние луѓе кои што имаат можеби некои хронични заболувања? Да, буквално нема препреки да било кој работи јога. Значи, може да се работи со хронични заболувања, со било какви болести, затоа што болеста ја дефинираме на тој начин што се вели за да дојде болеста на ниво на тело, всушност е нешто длабоко, подлабоко во нас. Веќе кога ќе дојде видливо на телото, тоа е веќе крајниот стадиум. Или можеме да ја дефинираме како болеста како дисбаланс на енергијата, значи некаде прави прекин, токот е прекинат и се појавува како физичка болест.
Не се бавиме директно со болеста, значи тоа е дел на медицината. Сме како дополнување на медицината на некој начин, значи да се урамнотежи таа енергија, да се отстранат блокадите. Сите вежби, иако личат дека се само физички, всушност се и енергетски. И тука најмногу помага. Например, дури за болести за кои медицината можеби нема одговор, како што е астмата, например, со сите тие техники на дишење, со техники на прочистување, може да се ублажат симптомите на астмата или посебно овие модерни болести, алергии, како што се. Така да, и зависно од потребите на луѓето, она што реков и претходно, иако програмот е за цела група, пак можеме да имаме индивидуален пристап, зависно од потребите на практикантите. Помага ли јогата исто така и во процесот на слабење? И може, и не мора, во контекст дека не можеме да нагласиме еден курс за јога за слабење, ајде. Меѓутоа, тоа е само еден сегмент. Прашањето е тука поради што настанало прекомерната телесна тежина. Може да биде ради дисбаланс на хормоните, може да биде ради тоа што конзумираме поголемо количество на храна, значи не сме свесни колку внесуваме или што внесуваме. Самата практикување на јога и се што јога ни дава со различните техники, ни дава всушност и свесност за тоа што сме, какви сме, што правиме, дали тоа што го правиме добро за мене, да освестам дали телото ми дава сигнал дека тоа не е добро за мене. Значи, ако е од овие причини, мислам дека може многу да помогне, затоа што свесноста всушност ни е потребна за се што правиме. Така да, ако нешто се менува, јога значи дека доаѓањето на час по јога значи дека сме подготвени веќе да направиме некакви промени, затоа што сме дошле поради некои причини што ни пречеле, дали е прекомерната тежина, дали се болки во, не знам, во кичма, сега е многу модерно тоа. Посебно е жалосно дека се на помлада возраст, дори децата имаат такви проблеми. И дали е препорачано од лекар или сами се интересирале, доаѓаат со одредени проблеми. Се што, дури и самиот почетен курс на јога, може да ни помогне многу во тие нешта. Значи, освестуваме како го држиме телото, не знам колку внесувам храна, дали што нешто ми смета, значи имам веќе слух за тоа што ми кажува телото. Телото постојано ми дава сигнали што му е потребно, што му пречи. Меѓутоа, игнорираме еднаш, два пати во моментот не сме зафатени со нешто друго, нешто поважно и забораваме веќе да слушаме. Така, дали некој доколку одлучи да се занимава со јога, потребно да го смени начинот на исхрана? Како што спомнав и ова на претходното прашање, не правиме нагли промени, не правиме нешто што некој ќе ни каже да мораш да го правиш тоа, затоа што тогаш самото битие се буни против тие забрани. Значи, од луѓето кога ќе дојдат на час, не бараме да го сменат својот начин на исхрана. Она што реков, кога само по себе ради освестување на нештата ќе дојдат промените, без сила ќе посакате да смените нешто. Значи, треба да биде одраз на личното искуство, на личното разбирање на нештата. Дали што како ќе се храниме е наш личен избор. Точно е дека јога од свој аспект кажува дека одредена храна ни дава енергија, друга ни ја краде енергијата, затоа што се што правиме всушност е да ја зачуваме таа енергија. И самите техники ги работиме бавно, без напор или со минимално потребниот напор и на тој начин учиме да ја штедиме енергијата која е важна за да после на крај на часот или кога сакаме да работиме техники на концентрација и медитација, умот има енергија тоа да го постигне. Затоа што и да се бавиме со јога ни е потребна минимално количество на енергија.
И сите овие други дисциплини каде што се повеќе на физичкиот дел на телото, се поагресивни гледано од наш аспект. Да, ќе се чувствуваме и после било каков тренинг и среќно и задоволно и се подобрило крвотокот, се подобрува расположението. Меѓутоа, нели велиме, ноќеска не спиев затоа што најверојатно и не се умори во текот на денот. После еден тренинг сте уморни, ќе спиете исто така добро. Меѓутоа, после часот на јога ќе се чувствувате веднаш одморени, пуни со енергија. И на што реков и преска е како да сега ви започнува денот и можете да ги завршите сите обврски кои ве чекаат и кои претходно мислевте дека немате енергија. Инаку најважно како се е концепирани часот од техники на загревање, сани, па да стигнеме до техниките на концентрација и медитација, всушност сите тие претходни техники имаат за цел да го имаме можност да го држиме телото исправено, да издржиме 15-20 или како расте времето натаму подолго време, да бидеме фокусирани во умот кон натре, кон себе. Затоа што всушност јога главната цел е да не запознае со тој натре во себе кој е всушност важниот. Ако не се познаваме себе си, не можеме да функционираме. Значи не можеме да ги разбереме после потоа ни другите, затоа што горе-долу сите некако слично функционираме. И тоа ќе ни даде можност да се запознам себе си, кои се моите мани, недостатоци, дали сакам да ги сменам, дали сакам да напредувам, да се развивам, или ми е добро тука плашејќи се од промените. Кои се бенефитите од страна на практикантите од нивна лична пракса во јога? Па има многу. Дел, некој да ни кажат, некои така поинтересни. Како што на почеток, на првиот час ги прашувам зошто доаѓате, кои се вашите очекувања, реков најчесто заради некој проблем или заради делот што ме интересира што јога може да ни даде. На крај ги прашувам како и што овие 15 часа јога промени во вас нешто. Најчесто проблемите кои ги имале, дали болки, одредени грб, половина, кажуваат дека се намалиле или исчезнале, или главоболки, или несоница. Значи, има такви случаи кои веднаш после првиот час ќе ви кажат ми беше убаво, ми беше добра и следниот час доаѓаат и велат ноќеска конечно спиев после долго време. Значи луѓе кои патат со несоница или пазите, јога, реков и преска, само со 2 часа може да ни даде многу нешта. Тек кога ќе останеме 15 часа или ако работиме дома, значи колку повеќе се вложуваме, тоа поголеми резултати ќе имаме. Првен се чувствуваат на физичкиот дел од телото, потоа се чувствуваат на нашите мисли во контекст на ментално. Сваќаме дека голем дел од проблемите се тотално неважни. Сваќаме дека претходно сме грешеле кога премногу се даваме на неважни работи и сваќаме колку тоа ни ја штеди силата и енергијата и колку сме посреќни, позадоволни со себе. Затоа што самата релаксација, значи не мора да правиме цел програм, не ни се вежба, сме мрзеливе во моментот. Кога доаѓаме од работа, она што можеме да направиме е наместо да дремнеме пола сат, да направиме 10 минути јогиска релаксација. Ако е добра, свесно направена јогиската релаксација, вели може да замени 8 часовно спиење. И тоа секогаш веднаш нагласам не значи дека не треба да спиеме во никој случај, него тоа само покажува колку е моќна јогиската релаксација. Значи ефектите на луѓето се навистина еден доказ како функционира јогата и дека тоа навистина функционира и ти дава повторно нас енергија да дојдеме на следниот час, затоа што гледаш дека на луѓето им е навистина важно. Така, велиша ни заинтересирани ли се за јога? Да, со оглед на тоа дека работиме 23 години и не сме прекинале воопшто. Заинтересирани се, моментално работиме со 3 полни групи, иако имаме можности за други 2 дена со други групи, се обидуваме да направиме утринска програм, утрински часови, или не доаѓа информацијата до луѓето кои се наутро дома, или може би е проблем да се дојде рано на час, иако е убаво да се почне денот со јога дома. Значи, да се раздвижиме, да се освежиме, да се набилдаме со енергија и тогаш сите обврски кои имаме во текот на денот поинаку изгледаат. Сме спремни,
да ги извршиме без проблем. Интересот, значи, трае долго време, кажав дека не е битна возраста. Интересно е исто така дека последните години доаѓаат се повозрастни луѓе. Значи се руши она мистериозност околу јогата, затоа што пред се е практична дисциплина. Така. Сите оние кои што се заинтересирани, каде може да ве најдат, бидејќи на вашиот Facebook профил можевме да видиме дека вие исто така одржувате часови во Скопје. Да, 2 дена сум во Велес, 2 дена во Скопје, и двата простора се пријатни за работа. Тука во Велес конечно имаме свој простор, во смисла свој простор дека не се одржува друга активност, посебно во помалите градови е доста голем проблем да се најде соодветен простор. Кога се преселивме од Васил Главинов тука, претходно работевме таму, луѓето кои знаат кои беа условите таму, овде викам конечно со сите потреби кои треба да ги има еден простор за вежбање. Значи, во Велес сме во центар на градот, под Лан, спроти Северов, значи на Фонтана, сосем блиску. Просторот е топол, беше на почеток онака додека се одомивме и во даден момент и самите луѓе искоментираа вика конечно се осеќаме како да сме дома, како да е наш просторот. Во Велес работиме вторник и четврток, вчера го имав на првиот час во оваа сезона. Вторник и четврток за почетниците терминот е од 7:15 навечер, значи 19:15. Во Скопје ќе почнеме од 20 јануар. Се наоѓаме исто така во центар на Скопје до Дом на Рама, тоа е фондација Клјусев. Исто можат луѓето да се приклучуваат. Така, дали сега имате, значи, во овој период некои уписи, можеби некој веќе од гледачите е заинтересиран да, за да значи, се запише? Вчера беше во Велес првиот час, меѓутоа во групата се уште има место. Обично така почнуваме со 5 луѓе, па после стануваат 15, па ни е претесно. Иако секогаш ако има интерес, ние наоѓаме начин да формираме нова група, тоа не е проблем. А реков во Скопје ќе почнеме од 20. Така. Јас ви благодарам на денешното гостување, доколку имате уште нешто на гледачите да им кажете. Така, значи, може да не најдат на Facebook страната, таму има информации за мејл, телефон, може да дојдат директно во центарот, иако е на добро. На Facebook страната како може да ве најдат? Центар за интегрална јога Намасте. Так. Или може да дојдат директно, иако е добро претходно да се најават, да дојдат спремни на часот, да не губат од времето. Да им препорачам, ако имаат желбата, да соберат сила да си остварат желбата. Најчесто проблем им е, кажуваат, немав друштво, а повторно на крај ќе дојдат сами. Као веќе крај решив да доаѓам, без разлика на друштвото. Јас она што најчесто го давам како одговор, велам, единственото нешто на кое можете да дојдете без друштво е токму јога, затоа што друштвото те си самите себе си. Јас уште еднаш ви благодарам на денешното гостување. Се надевам дека и во некоја следна прилика повторно ќе бидете наш гостин. Ви благодарам за поканата, да посакам среќна Василица на сите христијани и ви посакувам да имате успешна работа како телевизија и само еден мал совет од моја страна, да преснесувате добри вести, добри нешта, само на тој начин ќе да направиме баланс со она што постојано го гледаме како негативност низ нашите секојдневни. Ви благодарам многу на советите, се надевам дека јас исто така и мојата колешка позитивната енергија секогаш ќе пренесуваме на нашите гледачи. Ви благодарам што еднаш да поканете, ви посакувам што еднаш не бал. Така. Почитувани гледачи, за сите оние кои што малку покасно се вклучија, уште еднаш сега ќе имаат прилика да погледнат Времеплов и да ги видат сите оние настани кои што се случија на денешен ден, 13 јануари.